Муцунски му ги поништи огласите на Османи. Алфа неофицијално дознава дека шефот на дипломатијата одлучил да ги поништи огласите за дипломатиот и тие биле објавени незаконски, веднаш по завршување на изборите. Официјална потврда за ова од Министерството се уште нема, но како што дознава Алфа, станува збор за огласи кои се објавени пред формирањето на новата влада, за позиции таксани за кадри на ДУИ. Муцунски уште во старт на мандатот најави дека ќе преиспитува што се случувало во последните 3 месеци од работењето на Бујар Османи, кој во финишот од неговиот мандат распишал дури 16 интерни огласи и на работа во дипломатско-конзуларните представништва испратил 14 нови дипломати. Од нив 7 беа пратени на мандат во дипломатско-конзуларните представништва, а 7 на испомош. Односно, пред да се збогува со министерската кариера, Османи распиша конкурс за дипломати во Обединетите нации во Њу Јорк, во амбасадите во Москва, Тел Авив, Токио, Рим, Киев и во Генералниот конзулат во Њу Џерси. За пониски дипломатски звања се бараа заинтересирани за во амбасадите во Лондон, Берлин, Астана, Бразилија, Осло, Варшава и во генералните конзулати во Истанбул и Минхен. За распишување на огласите од МНР тогаш се правдаа дека станувало збор за редовни административни циклуси, иако за конкурсот остри реакции и осуди имаше од поранешни дипломати, министри за надворешни работи, како и Македонскиот дипломатски синдикат. Османи се обиде масовно да испрати дипломати на мисии за време на предизборниот период, но не успеа, бидејќи законот забранува такви одлуки за време на кампања. Османи беше и под лупата на антикорупцијската комисија, бидејќи 15 службени возила на МНР и 2 на Агенцијата за разузнавање се користеа во партиски цели на локалните избори. Скандал за кој од тогашната влада побараа само објаснување. Инаку досега на консултации во Скопје се повикани тројца амбасадори: Љубомир Фрчковски, македонски амбасадор во Обединетите нации, Весел Мемеди, амбасадор во Италија и Данчо Марковски, амбасадор во Албанија. Фрчковски е повикан поради сомнежи за финансиски малверзации и непочитување на препораките на Министерството за надворешни работи. Мемеди доаѓа од Рим за неговиот самостоен и некоординиран повик за употреба на пасошите со новото име, а Марковски по скандалозниот попис во Албанија.